Време и за првиот разговор во утринската програма на македонската телевизија. Темата на која што ќе зборуваме со гостинот ја јавивме уште на самиот почеток на Македонија наутро, имено СС детското село 365 дена во годината работи со една единствена цел: да им обезбеди топол дом и да ја врати на смевката на дечињата на кои што од различни причини им е одземена. Овој период тимот на СС детското село активно работи на помош на дечињата мигранти кои што транзитираат низ Македонија до земјите во Европската Унија во потрага по подобар живот. На оваа тема ќе разговараме со мојот гостин. Велам добро утро за господинот Зоран Богдановски, национален советник за застапување во СС детското село. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и да им посакам добро утро и убав ден на вашите гледачи. СС детското село се чини дека работи во текот на целата година. Изминатиот период активно им се посветивте и на дечињата мигранти кои што напоменав пред малку транзитираат низ нашата земја. Каква е сликата на терен? Колкав е бројот на дечиња на кои што им е потребна вашата помош? Ако имаме во предвид дека во овој период малку и намален протокот на мигранти и бегалци низ Македонија, нели согласно одлуката на владата и владите на земјите што се погоре во рутата на бегалците и мигрантите, дневно имаме од 2000 до 4000 бегалци кои што поминуваат низ Македонија, транзитираат. Бројката на деца се движи од 20 до 25% од вкупната бројка на бегалци, што значи дека дневно често пати имаме од 500 до 1000 деца кои поминуваат, транзитираат низ Македонија. Така да заедно со нивните мајки, многу често има и бремени жени, значи има многу луѓе на кои што им е потребна поддршка. Во што се состои помошта? Помошта што СОС детско село Македонија ја нуди веќе од август, се состои во хуманитарна помош, тоа е на прва помош што е најпотребна во моментот. Ние почнавме со набавка на млеко, адаптирано млеко за бебиња, тоа беше првата наша набавка и првата помош за децата, бидејќи знаете во сите тие трауми, голготи што ги поминуваат мајките, дел од нив го изгубиле своето млеко, не можело да ги дојат своите деца. Тоа беше првата помош што ја понудивме. Во моментов нашиот проект се зголеми и можеме да пруžиме поддршка на повеќе деца. Обезбедуваме хигиенски пакети за мајките да може да се грижат соодветно за своите деца. Но исто така во транзитниот центар во Табановце направивме пријателски простор за деца. И ката катче го викаме ние, тоа е катче каде што имаме компјутери, нудиме бесплатна мрежа, Wi-Fi мрежа, која што на почетокот бевме скептици, мислиме дека малку ќе биде користена, но сепак е потребно. Имаме ситуација во која неделно 1000 до 1500 луѓе најмалку ја користат оваа услуга, бидејќи интернетот и социјалните мрежи им се единствен начин на преживување во некои моменти на овие луѓе. Она другото што го нудиме, тоа е пријателско катче или пријателски простор за деца. Тоа е еден голем контейнер на 2 ката, од некај 144 квадрати, кој што е опремен така да им понуди на децата услови. Не донесовте никакви фотографии, се извинам што ве прекинувам. Да, имаме фотографии. Ова е нашата Лела, тоа е девојче кој што само што се роди во средата со бајлето. Тука е на сликата со нејзината мајка. Тие се семејство од Сирија, од Алепо, кои што допатуваат тука после 8 дена. Пат што е релативно брзо за среќа, многу пати патуваат повеќе денови, ова е целото семејство. Че тоа беше семејство со 5 деца и бремена мајка која што се породи само што пристигнаа во Табановце, веднаш ги алармиравме екипите од Црвен крст, ги однесува во Кумановската болница и таму беше породена. И мајката и бебето се добро, од тоа што можеме да го видиме на фотографијата? Да, тие се одлично и дури мајката е силна жена, морам да ја пофалам, таа сакаше уште во четвртокот да продолжи по патот нагоре кон Србија. Секако мора да ги почекаат документите, значи да добијат сите документи потребни за патување за новороденчето. Лела се чувствува одлично, нејзините братчиња и сестричиња се срекни. Ова е внатре во просторот, значи, каде што е кој што така го споменувавте. Кој ви помага во згрижувањето на децата? Колку невладините организации, институциите, граѓаните донираат за помош? Ова се нашите вработени, еден волонтер од Унгарија, самиот се приведе дојде да ни помогне. Инаку, ова е една игра каде што дечињата глумат дека спијат и така, беа многу весели. Ни помагаат многу организации и институции во Македонија, но и од надвор. Најголемата поддршка за овој проект ни доаѓа од Меѓународната асоциација на детски села, СОС детски села. Ова што го работиме со пријателското капче за деца е во партнерство со УНИЦЕФ Македонија. Инаку во однос на домашните институции, јас сакал да потенцирам дека имам одлична соработка со од локалните организации со Црвен крст и со другите локални организации што на терен помагаат на бегалците.
бидејќи таква природа на нашата работа, мораме да соработуваме. Имаме одлична соработка со Министерството за труд и социјална политика, имаме одлична соработка со Центарот за управување со кризи, посебно со раководителот во Табановце, бидејќи тоа е неопходно за да добро функционираме. Така да сите помагаат како што можат и колку што можат. Ако главната мисија на СОС детското село е да ја врати насмевката на децата, по фотографиите кои што ги погледнавме, навистина сте успеале во тоа. Па така е. Децата, да кажем, иако тие тешко ги преживуваат сите тие трауми и голготи, но со нив секако морам да напомнам дека ние имаме искусни луѓе, обучени луѓе кои што работат со децата. И да, успеваат да изненадат насмевка, успеваме да постигнеме нешто што барем за нас е многу важно. Во тие неколку часа додека се тука, во тоа пријателско катче или ден или два, да малку заборават на тоа што се случувало. Еве, ќе може на сликите веќе и помина. Она што децата го преживуваат, многу често го гледаме преку нивната креација, а тоа ни им овозможуваме да цртаат или да креираат било што во ова пријателско катче за деца, така да тие преку сликите, преку цртежите, покажуваат ни што поминале без да тоа го комуницираат отворено со нас и да го кажуваат, бидејќи нормално ние не ги прашуваме. Да не ги вратиме назад во таа траума, така да, успеваме да предизвикаме насмевки. Споминавте бројот на мигранти е намален изминативе денови, но сепак има луѓе на кои што има потребна помош. На кој начин ние како граѓани можеме да донираме, да помогнеме? И што е најмногу потребно да се донесе? Во моментов најпотребна е облека за деца и за бебиња. Тоа е најпотребно. Сите оние хигиенски средства, граѓаните многу пати сакајќи да помогнат грешат, значи од храна, тоа што е потребна е храна која што е погодна за патување и за вакви теренски услови. Што значи потребно да се донираат средства на одредена организација која што тука работи, за да тие можат да набават таква храна. Тие знаат, искусници, нели, како и ние што знаеме што треба да се набави. Например, за деца да се набавуваат бисквити, се набавуваат храна која што е затворена, спакувана и која што не се расипува и да трае и повеќе дена, значи нема да има опасност за децата или за возрастните. Така да храна, облека првенствено за деца и за жени, за повозрастните секако има, но она што би го направило тоа е зимска облека. Јас знам дека Црвен крст се соочуваше, па и ние се соочувавме еден период со ситуација во која што во овој преоден период кон зима добивавме многу летни или пролетни јалишта кои што не ја задоволуваат потребата, така да би апелирал сите граѓани кога донираат да имаат предвид дека веќе влеговме во зимски период и потребна е топла облека за децата. Така да тоа е она што е најпотребно. Јас би апелирал да ги поддржат организациите кои што се веќе на терен и кои што веќе ова го работат, бидејќи имаат знаење и имаат искуство. Она што го гледам често пати многу граѓани сакаат како волонтери да одат да помогнат, но и капацитетот на во самите тие прифатни центри не е толку голем за да може да ги прими сите граѓани, иако тоа е убаво што сакаат, така да повеќе би апелирал да се донираат средства, алишта, други нешто што може да помогне на децата кои што се, нели, деца од семејства мигранти или бегалци. На што друго работи и тимот на СОС детското село во овој период, секако се грижите и за вашите дечиња? Така, ние обезбедуваме како организација грижа за деца во детското село во Ченто. Така. Таму имаме редовно 60 на деца. Значи бројката се менува 54, 5 до 60 и нешто. Имаме 12 семејства кои што се грижат за тие деца, ние обезбедуваме поддршка за тие семејства. Тука живеат деца до 14 годишна возраст, во подоцнешната возраст, значи тоа е било средна школа кога се. Имаме два младински програми во кои имаме 4 стамбени единици за алтернативната форма организирано живење со поддршка. И тука имаме 30 на деца. Имаме програма за полунезависно живење. Тоа е програма која што овозможува поддршка на децата кога веќе се возрастни, да се снајдат во редовниот живот, да најдат вработување, да се запишат на факултет и така натаму. И имаме два советодавни центри за родители и деца, бидејќи ние покрај тоа што се грижиме за деца без родителски и родителска грижа, се обидуваме се повеќе да влијаеме преку превенцијата, односно да обезбедиме поддршка за семејствата кои што се во социјален ризик, за да децата не останат без родителска грижа. Тоа е апсолутно неважно. Тоа е она што мислиме дека е многу важно, затоа се повеќе наши напори се натаму фокусирани. И можам да кажам дека сме помогнале на многу семејства во минатите години. Ова го работиме веќе 7-8 години интензивно и таа поддршка ќе ја поддржиме. Еве имаме и нови проекти кои што се сериозни. Едното со поддршка на германската влада, кој ќе биде 3 годишен и се баш е фокусиран на поддршка на млади брачни парови и на млади возрастни и на општо на млади кои што не може да се најдат на пазарот на труд.
5 декември некако ситно броиме до крајот на 2015-та. Сите деца без исклучок се радуваат на новата година. Организирали СОС детското село нешто со што ќе ги израдува своите деца, некоја програма, што ќе биде тоа? Кај нас, како што спомнавте, ние работиме 365 дена во годината и тоа не е само да се каже дека е така, но така е. Ние всушност целиот овој период, цел декември, имаме многу настани, имаме посветени многу јавни личности во детското село во Ченто и на нашата организација, на нашите активности. Многу организации, многу компании, институции донираат различни нешта што се потребни за децата и она што е верковте децата ги прави срекни и насмејани, добиваат многу пакетчиња околу новата година. Така да, од новата година одбележуваме соодветно и децата имаат простор да се израдуваат. Некаде пред крајот на разговорот би сакала да ги споменем и новогодишните честитки. Во едно од претходните изданија на Македонија на Аутро зборувавме за тоа. Може да се купат, чинат околу 35 денари чинам. Секое средство е добро дојдено за помош на децата. Ова е еден од начините да им помогнеме на децата, да обезбедиме средства за нашата организација да може да го прави тоа што го прави многу добро. Така да јас би ги повикал дали нашата Facebook страна, дали нашата веб страна да се вклучат, можат и електронски да купуваат честитки, можат кај нас во организацијата да дојдат. Секако секоја честитка што ќе биде купена за наша поддршка. Јас ви благодарам за гостувањето во утринската програма. Секако ве следиме и ние 365 дена што работите. Благодариме. Поздрав за вас.